Добре дојдовте во новата епизода на подкастот Мама, не си сама, во кој жените зборуваат гласно, без срам и без филтри. Денес зборуваме за една болна, но често премолчена тема – неплодноста. Што значи кога телото не соработува со твојот сон? Кога секој месец е ново разочарување? И дали си помалку жена ако не можеш да станеш мајка? Ова епизода е за сите жени што си го поставиле прашањето зошто токму јас? И за сите што треба да слушнат. Не си сама. Денеска разговараме со две жени. Една што ја живее оваа приказна и една што професионално им помага на многумина во слична болка. Со нас е Ксенија Николова, писателка, и доктор Васка Митова, специјалист психијатар на Универзитетската клиника за психијатрија. Добар ден и добре ни дојдовте. Благодарам за поканата. Задоволството е наше, особено кога треба да зборуваме за една ваква тема која што не се зборува зашто е тешка, не се зборува зашто е болно да се зборува, но многу е убаво кога имаме храбри луѓе кои што го зборуваат она што сите сакаат да го чујат. Би почнала со вас, Ксенија, и моето прашање е кога прв пат почувствува дека не е баш се онака како што сакаш да биде и како што очекуваш? Мислам дека секоја жена која што се соочува со предизвиците наречени инферилитет, односно борба за да се стане мајка, бидејќи тоа е еден пат полн со предизвици, полн со неизвестности, но сепак целта е возможна да се постигне, да се добие победа. И јас така сакам да ги гледам работите и секој од нас има своја приказна на темата. Конкретно јас по одредено време, откако се обидувате да се оствари таа ваша желба, забележувате дека што нешто не се остварува, дека можеби е време да се погледне малку подлабоко. И пак ќе кажам, не секогаш тука ќе најдете конкретни одговори, не секогаш можеме да посочиме ова е проблемот, сега ќе го решиме и потоа ќе добиеме позитивен резултат. Можеби затоа и оваа борба е малку поинаква од другите, затоа што 2 и 2 многу ретко се 4, но истовремено па тоа остава и простор за чуда. Така што тоа остава простор за чуда, кои што ги сведочиме секој ден. Јас и така некако сакам да го терам секој разговор на оваа тема, затоа што секој ден до мене доаѓаат приказни од жени кои што после години борба на крај остануваат природно бремени и дури откако им е кажано дека е тоа медицински невозможно. Така што, верувајќи во тие чуда, апсолутно треба да знаеме дека на крајот од денот можеби и се во ова се случува со некаква поголема причина, некои лекции кои треба ние да ги научиме за себе, за состојбата во која ние се наоѓаме, и да помогнеме на други жени околу нас, просто да го пробиеме тој стереотип дека за ваквите теми треба да се молчи, или дека за ваквите работи треба да се срамиме, или дека треба да се чувствуваме помалку оба или повеќе. За мене тоа секогаш било чудно, незамисливо и можеби затоа сум имала и сила да проговорам гласно за нешто за кое до тогаш можеби повеќето молчале. Навистина е убаво и храбро и кога ќе се слушнат овие зборови, оваа надеж, бидејќи тоа е процес и никогаш не знаеме кога ќе се случи и доаѓа баш како чудо. Да, нема поубав збор во македонскиот јазик од чудо. Но како е стручниот термин? Инферилитет. Како инферилитетот влијае на психичкото здравје на жената, особено кога е долгорочно, особено кога сме свесни во каква средина живееме, пошто верувам дека тоа е помачното отколку самиот процес. Јасно. Пред се благодарам до Ксенија, која поради тоа што е паметна, млада, убава и е исклучително ретко храбра, што отвара една огромна тема за поддршка на многу жени кои што се мачат со оваа мака.
инфертилитетот е се почест, односно самата преваленца се зголемува во текот на последните години, од 90-тите години па навака, тука е 2021, отприлика се смета дека 1 од 6 лица се бори со неплодност, односно со инфертилитет. Од севкупната популација, значи и мажи и жени, бидејќи некаде отприлика 1/3 се смета дека нели кај жената обично нели не сакаме да посочуваме никого, но кај жената нели може да постојат одредени причини каде што не може нели да се случи некаква концепција, 1/3 кај мажот и 1/3 кај двајцата партнери. Но и покрај тоа што нели гледаме дека 1/3 е кај жената, нели само некаква биолошка да речеме причина, сепак психичкиот товар го носи, можеби во 90% сега да речеме вака го носи жената. Затоа што се она што се доживува на психички план, какво влијание може да има врз самата психа на жената, па и понатака да доведе до одредени до појава на пример на анксиозност, на депресија, на одредени чувства кои што се на недоволност, на намалена самодоверба, па дури и до изолација, до една социјална изолација, бидејќи има една силна социјална димензија, неможноста да се зачне дете во она културолошки предвидено нели време на реализирање на една личност како родител знае да остави голем впечаток врз самата личност. Има сериозно нарушување на психичкото здравје. Што треба да се прави во тие моменти? Почнавме нели со третманот. Што треба да се прави? Пред се да се има поддршка, да се има разбирање и поддршка. Едно е нели целокупниот медицински третман, кој што навистина е напреднат за разлика од нели години претходно. Збориме за сериозен напредок нели од аспект нели на гинеколошката струка. Несомнено е дека има многу повеќе методи да речеме нели на концепција, но она што треба да се прави на една жена да се даде пред се е поддршката и сваќањето. Зошто? Затоа што ние ќутиме за тоа. Тоа е некако се смета дека не треба да се говори за тоа. Се смета дека нели дури кога има нели иззачнување, кога има нели спонтан абортус, па практично 1/3 од сите жени доживуваат некако во првите 3 месеци на бременоста се случува спонтан нели абортус за кој што не зборуваме. Не го кажуваме и го ќутиме. Но кога ќе се случи, затоа што има сериозна стигматизација. Културолошки сме предодредени, нели дека ќути, дека како да кажам, како да е нешто да се доживува срамно, кое што апсолутно не би требало да биде така. И се ќути. И кога некоја жена ќе го доживее, кога ќе се сподели со друга жена, кога ќе сватите дека и на друг му се случило, навистина олеснува. Затоа е апсолутно она смисла која што се надевам дека Ксенија наоѓа во оваа цела борба е можеби е свесна, можеби не, се надевам дека е свесна колку споделувањето помага на сите оние кои што се борат со оваа мака. Затоа што таа поддршка дека не сме сами во таа борба, бидејќи практично и инфертилитетот и она мист абортус, односно спонтаните абортуси се навистина дел од приказна на скоро секоја жена, значи не 1/3 им. Така. И јас сум го доживеала. Така. Дали Ксенија чувствуваше притисок или чувствуваш притисок од околината, семејството, пријатели, дури од медицински лица можеби? Па, некако мислам дека веќе се наоѓаме во точка на животот каде што нели пријателите ни се така баш одбрани, веќе знаеме баш со кого сакаме да го поминуваме нашето време, така што од пријателите секако дека освен поддршка друго и не сум добила и тоа многу ми значало. Генерацијски некои недоразбирања секако дека имало тука и таму од аспект на некои повозрасни луѓе околу мене што не можеле можеби да разберат која е потребата да се зборува гласно за ова, зарем ова не е
приватност, зарем ова не е тајна што треба да остане во 4 зида. А јас секогаш на тоа сум гледала како на општествена ситуација, општествен проблем, здравствена ситуација за која некој некогаш мора да проговори. И замислете, ако јас сум се соочувала со понекогаш со такви некои коментари, замислете како им е на жените кои што живеат во помали средини, во рурални средини, каде што не смеат ни сами на себе да си признаат некои работи, камоли да ги кажат наглас. Епа за нив сето тоа вреди, нели, вреди да се говори гласно, затоа што тие кога ќе се поистоветат со тебе или со кој да е, верувам дека им е малку полесно, исто како што мене ми било полесно кога јас сум се поистоветувала со други, сум гледала, например, ете некои сведоштва, видеа од жени, не само од Македонија и од други земји, како отворено зборуваат за тоа, како раскажуваат за тоа како да е нешто сосема секојдневно. Некако ти дава тоа кураж, прво дека секому може да му се случи, а второ дека борбата се поминува, се надминува и колку повеќе зборуваш за тоа, толку повеќе си дел од таа некоја заедница и барем сметам дека е полесно. На некој начин не си само, но во исто време и споделувајќи го проблемот, допираш до оние на кои што им е најбитно да го чујат тоа и да добијат таква рака за поддршка, бидејќи знаеме дека, како што спомна и самата, во помалите средини е потешко да се зборува за оваа тема. Како да знаат жените кога треба да побараат психолошка помош, да се обратат, да го споделат тој проблем со стручно лице, ако не можат, бидејќи пак ќе ги спомнам помалите градови, јас верувам дека и дома тешко се зборува, дека и дома прстот е вперен таму кон жената и како таа бариера да ја скршиме и да направиме некоја промена, суштинска промена. Знаете како? Уште од раѓањето, односно уште од, да речеме, од растењето, нели? Мали девојчиња си играат со кукли и обично си играат со кукли и доживуваат, нели, јас сум мајка на таа кукла. Значи целен идентитет на една жена со растењето, особено во вака, да речеме, средини како нашата, со една традиционална, да речеме, база, социјално нели прифатлива, сето тоа се стреми на некој начин, се подготвува за една жена да се реализира кон тој нели идентитет на мајка. Денеска зборуваме нели за жените пред се. Тоа истото е соодветно нели со идентитетот на мажите како родители. И овдека имаме, кога има проблеми со зачнување, имаме проблеми со прифаќање дека како да се губи една цела можност за една иднина. Значи не е губиток на нешто што е, нели, знаеме и најтешките кои се, најтешките болки, најдлабоката од сите болки е губиток на дете. Овде се губи потенцијалот, се губи се она што нели на некој начин сме се спремале традиционално да го реализираме во таа една димензија, зашто потенцирам една димензија на улога на секоја, нели, на жената што сака да се реализира како родител. Бидејќи жените се и мажите комплетно слободни личности и може да едноставно и не сакаат да се реализираат во таа улога. Така е. И тука има притисок, па и зошто не сакаш? Така е. Ајде, време ви е сега, или најди партнер, па може би Константно, тој притисок во континуитет. Никогаш не е доволно, дека нели, да. има притисок дека треба една жена, нели секоја жена да сака да се реализира во улога нели на родител, што не мора да значи. Сите имаме слободен и можност на избор да се реализираме во повеќе димензии, бидејќи секоја личност нели е мултидимензионална. Имаме професионална димензија, лична нели димензија на продлабочување на сопствената личност, димензија на некаква, како да кажеме, родителска и така натака, така да не мора да значи дека е тоа единствениот начин, единствената нели можност на секоја жена. Практично работејќи нели психотераписки низ овој процес на справување, треба да се отворат сите оние можности кои што жената ги има пред себе. Дека не е само тоа што треба да се следи. Прашањето е кога да се побара стручна помош, кога ќе се надминат капацитетите на личноста да се справува сама или со пошироката, односно поблиската, да речеме,
социјална група на поддршка, потесната фамилија, пошироката група на пријатели, или пак кога ќе се развие одредена симптоматологија во смисла на анксиозност, депресија, бидејќи светската статистика вели дека од прилика 20 до 50% на оние кои што се борат со инфертилитет имаат во одреден период од животот депресивна симптоматологија, што е значително оневозможување па понатака и во тој процес, да речеме, на борба со инфертилитетот, бидејќи оној што е депресивен може и да се откаже од борбата која што многу често чуда прави, кој што стварно навистина се случуваат секој ден. Така е. Така да се побара помош стручна, да се олесни, да се најде една нова димензија, една нова смисла во таа борба и понекогаш можеби да се отвори и по некоја вратичка за размислување во некаков алтернативен начин, но оној начин кој што постои и за реализација и кон таа желба. Што значат предизвиците за зачнување на твојот идентитет како жена? Па, искрено, гледајќи после се од оваа точка, мислам дека тие не ја допираат мојата срж, затоа што мојата срж е нешто сосема друго и тоа јас со себе си го носам без разлика на сите надворешни околности на кои јас не можам да влијам. Она што го кажа на докторката Васка е клучно дека не имаме повеќе димензии. Мислам дека тоа јас често го зборувам и вака и јавно дека е многу важно жените тоа, општо сите луѓе тоа да го разберат. Дека ако еден правец просто не ни се отвара моментално, има толку многу други нешта во животот. И сега пак нашето општество честопати ја сведува жената само на таа круцијална, многу значајна улога, но не е само тоа во животот. И јас познавам жени кои што и не сакаат да се остварат како мајки, немаат желба, не го сакаат тоа и сигурни се во таа своја одлука. Ја донеле од своји лични причини и просто не сакаат, сметаат дека тоа не е за нив. И тоа е окей. И тие жени се отфрлени често од општеството со разни стереотипи и предрасуди. И секако и мажите, нели, заедно зборуваме целосно. Така што ние мораме веќе да правиме простор за тие различности, простор дека веќе форматот на класичното не може да функционира за секого. И тоа е окей. Некаде е невозможно, некаде просто сме спречени, не можеме, нели? Некаде не сакаме. И двата избори се комплетно, нели, еднакво важни и прифатливи, да, и не треба да трпат луѓето осуда за тоа. Така што јас сметам дека идентитетот никој не може да ти го чепне. Тоа е нешто твое, тоа е твојата срж. Јас никогаш во животот, колку и да ми било тешко, верувајте ми, не сум се почувствувала како помалку жена, затоа што до денес водам некоја борба. Сум се прашувала, можеби зошто јас, но потоа сум се прашувала и види колку други нешта сватив за себе благодарение на сево ова. Види колку нешта научив за многу други работи благодарение на сево ова. Види колку сум помудра. Што сега знам што не знаев тогаш. Така што тоа е еден лавиринт кој што така се сите нели во животот добиваме свој лавиринт и секој го оди со свое темпо. И тоа е окей, но навистина би сакала никогаш ни една жена да не се посомнела во својот идентитет поради предизвиците со кои се соочува. Ни еден човек, затоа што тоа се надворешни околности, немаат врска со нас, со нашата срж. Сите овие ситуации кои што се на некој начин наметнати будат многу различни емоции. Кај секоја индивидуа е различна, без разлика за што е стигматизирана. Како да се справат со емоциите? Дали треба да се молчи или гласно да се зборува? Бидејќи, мислам дека и тука е проблемот кај нас. Не зборуваме доволно гласно на одредени теми и како тоа да им го доближиме на жените, едноставно дека треба да се зборува за емоциите ни, што тие поминуваат, може да е бес, може да е тага, може да е среќа, значи без разлика за која емоција станува збор. Тоа е многу често многу комплексно. Веројатно има плејада на емоции. Тука се повеќе емоции, чувство на
Може да има дури чувство на, не знам, некакво самообвинувачко чувство, чувство на изолација, чувство на недоволност, чувство на тага и така натака. Но многу е битно да се побара помош. Бидејќи многу често ако не побарате, не можат да дознаат, бидејќи ние имаме и истовремено колку што имаме, нели, можност за страдање, имаме и можности одредени психички сили, нели, капацитети на одбрана, кои што се впрегнуваат во овој процес на страдање од било каква, нели, причина, но се впрегнуваат, односно се консолидираат и треба да ја доведат личноста да зајакне. Еве, сето тоа што ме инспирираше Ксенија сега да го објасниме, и дека практично ние како луѓе, како индивидуи, ни страдањето растнеме. Ние никогаш поинаку не растнеме. Најмногу растеме практично ни страдање и низ плачење, да кажеме. И во тој процес верувам дека треба секоја жена или маж да се соодветно да има некаков вид на помош и поддршка, дури од блиско лице, не мора да значи секогаш дека треба да биде стручно лице, бидејќи може да биде близок роднина, пријател, партнерот, што е најбитната поддршка во целокупната борба. Не за џабе велиме дека изборот на животен партнер е најбитниот избор во животот и она што практично двајцата сте се одбрале без разлика, нели, на можноста за проширување на фамилијата, но двајцата се одбрали еден со друг доброволно, за да речеме ни сите оние животни бури да ги минувате заедно. Имаше ли Баш го моменти? памтам во една прилика Владета Јеротич. Владета Јеротич е психијатар од Србија и теолог, професор на теологија и психијатрија, кој што во едно негово интервју, сега е покоен, во едно негово интервју, оние самите немале деца и спомна, ние немавме деца, нели, ако Бог даде деца, нели, ако дава Господ деца, е многу убаво, но она што сте го правиле вие сте двајцата. Може да се живее реализиран живот, дури и да отсуствува, нели, на тој начин, да речеме, реализација. И многу често и не знаеме зошто се случува нешто, но ако се случува за некаков раст, да се даде една димензија на личноста, низ тоа страдање, некако да се развива и да ги развива и капацитетите на справување, на оние психички сили, да се бара практично помош, па и стручна, за тоа има, нели, едуцирани лица кои што можат, психотерапевти, психијатри, психолози, така натака, да помогнат во тој процес на справување со себе си, со своите емоции, со онаа ситуација која што е пред нас, на партнерски релации, или на семена, да речеме, психотерапија, и низ тој процес да се помине, нели, понатака, да се зацврсти, да застане една личност на здрави нозе, а какво чудо ќе се случи понатака, не знаеме. Имаше ли моменти кога помисли да се откажеш? Од што да се откажам? Од желбата да се реализираш како мајка? Не, од желбата секако дека не. Бидејќи многу често неуспешните обиди раѓаат откажување, едноставно велиш не сакам повеќе за било што. Да, може да ти се створија верзија кон процесот. Тоа е процесот цел. Желбата не може да ти се... Не, желбата е една константа. Но, како не, од процесот, апсолутно, поготово тој процес кој го искусуваш за прв пат, тогаш е еден навистина голем залак за кој не си ни свесен дека ќе си спремен да го голтнеш, нели баш така. Пак ќе кажам, сето тоа е многу индивидуално кај секоја жена и сега тука морам да ја спомнам она другата страна, тоа се докторите со кои работиме ние, нели, кои што се грижат за тој процес и ни помагаат. Сепак медицината оди до една точка и потоа доаѓа чудото, нели, доаѓа Бог. Сега за да стигнеме до таа точка, ние мора да веруваме. Ако не веруваме, до таа точка не можеме да стасаме. А за да веруваме, многу ни е потребна и поддршката од другата страна. Јас сум ги заборавила, речиси, сите терминологии што сум ги слушнала од докторите низ годините, но утехата, топлиот збор, прегратката ги памтам за секогаш. И затоа мислам дека можеби малку повеќе, јас разбирам дека сме претворени во машинерија, каде што просто се нема време
но потребна е малку и човечноста тука да исплива на површина. За жената да се успокои во своето тело и да му поверува на процесот, потребна е една возвишеност и една емпатија од другата страна, која што секако и партнерот или кој да е околу неа и ја дава, но многу е важен и докторот со кој што таа работи. Мора да му веруваш на докторот. Мора толку многу да му веруваш да дури ги надминува границите и на реалноста, да влезеш во зоната на волшебното, до таму треба да му веруваш. А можеш да му веруваш само ако во него видиш човек, нели, ако успеш да се поврзаш со него како човек. Тоа е можеби најголемиот предизвик. И можеби некогаш неутралноста па и ригидноста се тие кои што ти прават да го замразиш процесот, да ти стане доста од сите тие прегледи, болници, терапии и сето тоа. Но мислам дека ако станеме луѓе и можеме да се потуркаме малку напред низ процесот. Мислам дека тоа ни фали. Кои се тие нешта што ти даваат сила? Некое светло, некое желба што ти даваат надеж? Па сите други прекрасни работи што ги имам во својот живот, за кои треба да сум секојдневно благодарна. Јас сум здрава, имам здраво семејство, имаме се што ни е потребно за среќа, секојдневно сум благодарна за тоа. Јас не се чувствувам, навистина не се чувствувам дека талкам по нешто кое што нели упорно го немам. Ја работам работата што ја сакам, успешна сум во сферите во кои што ја сакам да бидам успешна. Немам јас нешто што од тој аспект би можела да кажам дека не би ми дало надеж. Значи, кајде да се свртам околу мене, само убавини гледам, така ли? Така што и секој може да ги најде во својот живот. И мислам дека затоа и борбата ја веќе станува на некој начин полесна, затоа што не ти е само таа фокус. Кажете ми, што им е потребно на жените кои што минуваат низ овој процес, за да ги видат овие убавини кои што Ксенија ги гледа, ги живее, едноставно го сака животот. Така е. Да се гледа секојдневната благодарност. И многу е битно на кај каде сме фокусирани. Значи, каков став завземаме во сето тоа, во целокупната борба, без разлика со кој животен предизвик е борбата. Многу е битно да се завземе правилен став кон она со кое што се бори. Дали е лимитирано, нели каде се оние, често ги викам, судбински, непроменливи нешта, што може да се промени или пак да не се промени, но и кое е полето на можности од друга страна, какви можности има, зашто сме благодарни, да се фокусираме кон она што го имаме, не кон она што го немаме. Тоа некако е за се во животот. Без разлика зашто е некако треба да научиме да бидеме благодарни за тоа што го имаме, а тоа што го немаме ќе дојде, ако силно веруваме во него. Така дури и страдањето е поиздржливо. Значи да се фокусираме зашто секој има можноста на избор. На избор каков став ќе завземе кон нешто. Дали ќе го сметаме како недостиг нешто или како некаква можност. Затоа што во цел овој процес ја следам нели Ксенија и цел нејзин развој, и се радувам што низ ова мака, да кажеме, ја наоѓа силата да се експресира себе си на една, да се лансира можеби себе си на едно подруго ниво. Практично да помага, да може да биде од помош, нели да биде утеха за многу жени, и од друга страна и да ја продлабочи својата лична приказна, својата димензија на личноста, затоа што на некој начин е дадено тоа. Дадено е. Не можеме да бираме нели каков крст носиме, пак во една нели духовна димензија. Не ја бираме тежината со која што се случуваме. Исто така како што не бираме нели дали ќе се случи нешто, некоја друга медицинска состојба како што е на пример дијабетот. Но дијабетот не е стигматизација, нема нели стигматизација никаква ако се случи, дури нели ги жалиме и нормално имаме сочувство кон сите оние пациенти кои што имаат било каква друга хронична, да речеме, состојба. Но, за жал, оваа тема нели е малце на подруг начин, заради самата културолошка средина, подруго гледана и е за тоа преќутувана и стигматизирана, но се надевам дека ги рушиме тие
предизвици, да кажеме, и дека нели ќе се научи секоја жена до која што ќе добрија во ова видео да има на некој начин некакво успокојување во себе, за да може да работи на себе и на она што е надеж за воиднина. Ксенија сигурно ги руши бариерите и создава мостови и дава надеж кај сите жени, бидејќи инспиративна сама по себе со тоа што го прави. Што би кажала на жена која што се наоѓа моментално во ваква ситуација, бидејќи многу често знаеме нели и самите на себе да си даваме за било што во животот некоја порака, некој совет, што е она што на некоја жена која што го оди овој пат би кажала? Па добро, веќе низ разговорот и ги потенциравме тие најважните работи, а тоа е дека таа има многу страни од неа, нели? И низ оваа борба можеби ќе има благослов да ги открие тие своји останати страни, да ја открие својата, како да кажам, уште подлабока можност како личност, своите прилики кои што ги крие во себе, за кои не била свесна. Да се дефинитивно, како што кажа докторката Васка, навистина како едно лансирање. Тоа и произлегува од страдањето. Добиваш ново ниво, нов хоризонт на некои нешта до кои не си можел ни да дофатиш претходно, не си можел ни да ги замислиш, а во себе ги наоѓаш. И тоа излегува од тоа затоа што јас силно верувам во тоа, нели, Бог нешто, ајде да речеме, ни зема, но ни нешто друго ни дава и се си е некоја размена и има зошто е тоа така. Така што тоа сакам да го порачам, дека постојат повеќе димензии, дека секој со својата среќа, тука со својата приказна, нели не навлегуваме. Како сакаат тие, така нека им се завршат приказните, јас тоа го посакувам од се срце, но среќата е секој ден и нели и кога ќе се оствари таа желба, и работата на себе и понатаму продолжува. Баш и докторката Васка сигурно тоа и од стручен аспект го знае, нели кога ќе добиеш она што си го посакува толку долго и понатаму продолжува она вртењето кон себе си, ти понатаму работиш на својата личност и понатаму ќе има и следни предизвици, нели животот е тоа, мозаик од разни препреки, предизвици, но и убавени. И затоа јас ништо од ова не гледам како една крајна дестинација, ниту пак точка, ниту пак нешто што е дефинирано, туку само еден момент кој ќе се претвори во друг момент и така сакам да го гледам и тоа им го порачувам на сите. Еве, ако можам, затоа што кога ќе најдеш сила така да ги гледаш работите и смисла пред се, навистина поинаку ги доживуваш сите предизвици. Но што е со она чувство на вина, кое што верувам дека секоја една жена го има, без разлика дали се наоѓа во ваков процес или за било што кога е ставена на страна, дека таа е виновна, дека едноставно сета тежина, јас велам целиот космос го носи на својот грб во тие зададени моменти. Како да се избори една жена со тоа чувство на вина, дека таа е виновна? Бидејќи, да не се лажеме, сите прсти се вперуваат во жената кај нас. Дефинитивно дека поголемиот товар, нели, го чувствува жената, но мораме да се држиме до реалитетот. Че чувството на вина е субјективно доживување кое што не мора да значи дека е нели вистинито. Мораме да се држиме до реалитетот, до она што е можно да се случува, бидејќи обвинувањето е најлесно, нели, средината и околината, особено ако е нели по да речеме поедноставна средина, потрадиционална, нели да се доживува како да е, нели целиот товар дека треба нели една жена да го носи, но да се држиме до реалитетот дека не се само тие можности, дека кога е нешто биолошко, без разлика колку е посакувано, дека нели сите имаме ние лимити сопствени. Можеби јас сакам да трчам на маратон, ама ако немам спремност, нели не можам да се чувствувам, да кажеме, телото има лимитации. И кога е нешто дадено за како предизвик животен, да можеме рационално и разумно да го доживуваме, за да можеме да се справуваме со тоа. Ако се влезе од друга страна, нели, да се створи една депресивност, да кажеме, да се појават одредени симптоми, например, на анксиозност, на депресија, на самоизолација, на себеобвинување,
на чувство на вина. И тоа како се намалува можноста, односно и самиот поттик на да речеме на партнерството да се бори со оние сите процеси што ги објасни Ксенија, кои што ни оддалеку не се едноставни и лесни. Самите процедури, севкупноста на медицинските процедури ни од малку не се лесни. Понекогаш нели ова Ксенија може подобро нели да каже од личното искуство, многу пати веројатно се доживува нели одредени психички сили дека се на работно издржување, бидејќи самите процедури одење постојано на лекар за нешто што нели сметате дека треба да го имате во годините во кои што треба да го имате. Особено него потенциравме притисокот кај жените за реализација во одредена биолошка возраст, кој што мажите го немаат. До толку нели дека мора сега да се реализираат. Особено па ако нема партнерски стабилни односи. Има жени кои што не се во можност кои што се уште не се во некаква стабилна врска, ниту во брак, например, во оние години кога би требало нели биолошки да се реализираат нели во улога на родители ако сакаат. И сето тоа нуди некаков притисок, но кога се појавува одредена симптоматологија која што има потреба, каде што има нели потреба стручна помош и поддршка, треба нели да се сето тоа да се процесира во смисла нели да се дојде на преглед, да се добие таа психолошка или психијатриска, да кажеме, поддршка, да се зајакнат капацитетите на личноста, доколку има одредена депресивност да се олесни, бидејќи имаме терапија и психотерапија и за тоа едноставно да се види едно ново поле на можности, да се продолжи после понатаму посилен, односно посилна. Посилна, похрабра, помоćна. Помоćна. Се рушат сепак на ниво затоа што тоа е толку зачестено сега. Че таа преваленца на една светска 17, нешто проценти беше, односно скоро секој шесто лице на планетава од репродуктивна нели возраст од 15 до 49 години се бори со ваков проблем. И тоа е нешто што веќе не е толку не можеме да го табуизираме толку многу, бидејќи се случува. Скоро во секоја фамилија има некоја приказна каде што е потешко да се постигне концепција. Дали кога процесот станува премногу тежок, е во ред да се паузира, да се пушти, да се направи пауза, да се земе здив. Едноставно да се ужива во животот. Апсолутно, апсолутно. Секоја жена си го познава сопственото тело и како што кажа докторката Васка, тоа мора да се препознаваат знаците кои телото ни ги праќа. Значи телото наше е многу помудро од што ние мислиме. И телото само дава знаци кога му треба пауза, кога му треба одмор, кога е изморено и кога просто му треба време да се одмори. Жената мора да го препознава тоа и мора да биде лојална кон своето тело, затоа што телото е тоа што ако не соработуваш со своето тело, телото не може да те поддржи во во се што правиш. Многу е важно. И плюс и од страстен аспект, апсолутно мора да се прави пауза. Тоа не е ни тема на дискусија. Жената мора да си земе пауза од аспект да се исчисти телото, да се нормализира, да се вратат хормоните, да се избалансираат, да се биде некако пак во некоја си нормала. Па потоа, ако има сила, ако е подготвена да почне нов циклус наречен инвитро, кој што и како трае, и како е долг, и како е захтевен, тој кој имаш и хормони, боцкања, прегледи, разноразни работи за кои што жената мора да биде спремна исклучиво кога таа ќе реши дека може, затоа што тоа е на вистина на крајот од денот на неа. Товарот, иако е поддршката тука неизмерна и многу важна, таа го носи во своето тело, таа го чувствува своето тело и треба да си го следи својот ритм. За крај, што вие сакате да им го порачате на жените кои што се борат секојдневно и кои што едноставно секој ден очекуваат да ја победат оваа битка? Пред се да се благодарни за тоа што го имаат и второ, се она што носи надеж. Значи да имаат и надеж. И
и да се помолат на Бога, затоа што и тоа помага. Да. Секоја жена што минува низ борба со инфертилноста заслужува повеќе разбирање, повеќе љубов и повеќе простор. Ксенија ни покажа што значи да се зборува отворено, а доктор Васка ни даде насоки како можеме да бидеме помеки кон себе и една кон друга. Ако се бориш, ова епизода е за тебе. Ако имаш пријателка што ѝ е тешко, сподели ја. И запомни, не си сама. Се слушаме во следната епизода.